Врел Костен фрли во владата барањето од комесарката за човекови права Дуња Мијатовиќ да се оживеат 4 хашки предмети во кои се инволвирани актуелни високи функционери од ДУИ. Според информациите на Алфа, Илинденска не дебатирала за писменото барање на Мијатовиќ, туку само излезе став од техничкиот премиер според кој очекувано хашките предмети се историја за македонските институции. Мијатовиќ бара Македонија да го отповика автентичното толкување на законот за амнестија од 2002 година и одлучно да се осудат случаите на говор на омраза и меѓуетнички насилни инциденти, промовирајќи помирување и социјална кохезија меѓу различните етнички и религиозни групи. Токму овој закон е проблем според обвинителството и затоа тие сметаат дека не може да постапуваат, како што посочила Мијатовиќ до владата. Но адвокатот Ванчо Шехтански, кој е бранител во Хаг во предметот непроштено за 12-мината киднапирани македонци, вели дека обвинителството ја има надлежноста да постапува без да се повикува на автентичното толкување на законот, бидејќи пред 15 години предметите биле вратени во нивни раце. Дописот треба да е до обвинителството, а обвинителството нема што да прима допис, бидејќи правосудството е независно, ни од извршна, ни од законодавна власт, но треба да постапи по предметот. 15 години не постапува. Значи, друго е да донесе решение дека нема постапка, друго е да поднесе обвинителен акт. Универзитетскиот професор Гордан Калаџиев вели дека на вакви настани им суди историјата, бидејќи на некој начин Македонија била наместена со враќањето на хашките предмети во домашните институции, бидејќи домашните правни инстанци немаат капацитет да ги процесуираат. Едноставно нас на некој начин да намести меѓународниот суд во моментот кога ни ги врати предметите. Меѓународниот суд за поеднашни основи беше остановен да ги реши предметите што не може да се решат дома. И беше многу јасно дека ние дома немаме сили, после конфликтот што го имаме во таа рандева ситуација, да ги решаваме правно овие случаи. И Шехтански и Калаџиев се на линија дека меѓународното право не признава амнестирање на воени злосторства. Македонија е потписник на сите конвенции и воените злосторства што се извршени и отворена постапка за нив, тие не може да застарат. Сега околностите од 2009 се други со 2024. Меѓутоа, како и да е за функционирање на една правна држава, или ако сакате за рестарт на правниот систем, и политичкиот систем, постапката мора да продолжи. Случаите водство на ОНА, непроштено, мавровски работници и Липковска брана беа процесуирани во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, но во 2008 година тие беа вратени во надлежност на македонските истражни институции, но собранието во 2011 година донесе автентично толкување, според кој овие случаи се опфатени со законот за амнестија во 2002.